Во текот на новогодишната ноќ на Универзитетска клиника за токсикологија се прегледани вкупно 29 акутни алкохолни интоксикации, од кои најмладиот пациент е 14 годишен, додека највозрасните 63 годишен. За среќа оваа година немаме предозирани со психотропни супстанции, исто така немаме случаи на кома. Сите пациенти после неколку часовен престој и третман на клиниката се пуштени дома. Во текот на претходната деноноќе, во ургентниот хируршки центар беа прегледани 105 пациенти, од кои 13 се прием во хируршките клиники, 6 се повредени од сообраќајни незгоди, 3 пациенти се повредени од пиротехнички направи и еден пациент е префрлен од градската општа болница 8 септември со повреди од остар предмет. Воедно, на 1 јануари сакам да им честитам првин среќна нова година на сите дежурни екипи што се грижат за здравјето на сите граѓани во земјава, а воедно на сите граѓани во наредниве денови да внимаваат со внесот на храна, а воедно и да внимаваат односно да не возат во алкохолизирана состојба. Благодарам и среќна нова. Дали се тоа помлади пациенти? Да. Имаше ли малолетници, може би не? Посебно тие со пиротехника? Ги има од сите возрасти, без исклучок, но во споредба со претходните години бројот е многу помал. За пациентот што ви е префрлен од 8 септември, тој за време на новогодишното? Тоа е околу 18 часот примен кај нас. Веројатно веќе при подготовка веројатно на новогодишната вечер. Во алкохолизирана состојба, тоа е семена кавга. А овие со петарди, какви повреди имат? Тие се лесни повреди, така да... Може ли да ни кажете на токсикологија, видите најмладиот има 14 години, колку испил за да стигне во таква алкохолизирана состојба да заврши? Знаете, со оглед на тоа дека се работи за малолетно лице, така дека нив поднесувањето на алкохолот е и од една чашка може практично да настане. Сепак била лесна алкохолна интоксикација, меѓутоа се работи за младо лице, така да очекувано е.